Утрински стихови од Библијата. 19 јули. Ке размислувам за твоите повелби. Ке размислувам за твоите повелби и ке ги разгледувам твоите заповеди. Ке се насладувам на твоите правила. Не ќе ги заборавам твоите зборови. Псалам 119, 15 и 16. Мислите и размислувањата за Божјата добрина кон нас ќе ги затворат приодите на душата за сугестиите на сатаната. Божјата љубов кон нас се докажува секојдневно, а сепак ние сме незаинтересирани за неговите добрини и индиферентни кон неговите милостиви повици. Тој се обидува да не импресионира со својот дух на нежност, со својата љубов и трпение. Но ние едва ги препознаваме знаците на неговата љубезност и малку ја разбираме лекцијата за љубов која тој сака да ја научиме. Некои, како и Аман, ги забораваат сите Божји добрини, затоа што Мардохеј е пред нив и не е посрамотен, бидејќи нивните срца се исполнети со непријателство и омраза. Наместо со љубов, со духот на нашиот драг искупител, кој го даде својот скапоцен живот за своите непријатели. Ние исповедаме дека имаме ист татко, дека сме сврзани за истиот бесмртен дом, дека имаме удел во истата света вера и дека веруваме во истата порака која што не става на проверка. А сепак, многумина се во конфликт едни со други, како раскарани деца. Некои, што се вклучени во истата гранка од делото, се во конфликт еден со друг, а со тоа и во конфликт со Духот Христов. Нека ученикот ја земе Библијата за свој водич и нека застане за принципите цврсто, како карпа, и тогаш тој ќе може да достигне секоја висина на успехот. Сите филозофии на човечката природа доведоа до конфузија и срам, кога одбија Бог да биде признаен како највисок авторитет. Но скапоцената вера, вдахновена од Бога, му дава сила и благородност на карактерот. Додека со размислувањето се задржуваме на неговата добрина, неговата милост и неговата љубов, се појасно и појасно ќе биде разбирањето на вистината. Повисока и посвета желбата за чистота на срцето и јаснота на мислата.